Како што борбите во Украина влегоа во третата година, некои западни сојузници размислуваат за можноста подлабоко да се вклучат во незиниот конфликт со Русија. На крајот на февруари, францускиот председател Емануел Макрон одби да ја исклучи можноста за распоредување на војници на НАТО во Украина. Поранешниот американски одбранбен разузнавач Мет Шумекер вели дека тоа е обид на Макрон да го возврати Путин. Тој секако сакаше да им ја испрати пораката на русите дека НАТО всушност може да се вклучи. Но за жал, бидејќи председателот Макрон не им даде индикација на своите колеги членки на НАТО дека тоа ќе го каже ова, тоа секако ги стави и нив во ситуација да се бранат. Но друг аналитичар Шон Стајнберг вели дека некои војници на НАТО се веќе на терен. Точно е, се чини дека има советници на НАТО или барем земите членки на НАТО имаат советници во специјалните сили на теренот во Украина. Но мислам дека постои огромна црвена линија што ги дели советниците на теренот од трупите на САД и НАТО кои се борат директно против руските трупи. Пензионираниот вице-адмирал Роберт Мурет, заменик директор на Институтот за безбедносна политика и право на Универзитетот Сиракјус, вели дека американските трупи може да се најдат ширум светот, но тоа не значи дека тие се борат. Секоја амбасада што ја имаат САД низ светот има одред за обезбедување на маринци, така што ние имаме маринци таму за наша заштита. Значи во мал број да, има активен воен персонал во Украина. Руслан Бортник, директор на Украинскиот институт за политика, вели дека распоредувањето на НАТО е неизбежно. Русија е многу поголема од Украина, така што или ќе има закана за Украина да ја изгуби војната, или ќе треба да се испратат странски војници во земјата. Бортник смета дека како ентитет најверојатно НАТО нема да испрати војници да се борат во Украина, но тој вели дека поединечни земји членки, како Франција, Полска, Холандија, Шведска, Норвешка, Данска или некои од балтичките земји, би можеле да изберат да го направат тоа.